Наводно почиваше на идеите на легендарниот 550 Спайдер на Джеймс Дин, иако искрено кажано ретко кој можеше да ги препознае. Но публиката во него сепак виде потенцијал на што производителот од Цуфенхаузен реагираше. Не толку молскавично колку што требаше, но сепак темелно и после 3 години серискиот Бокстер веќе беше подготвен за продажба. Механиката му беше скромна, но спортска, 2,5 литрен водено-ладен 6-цилиндричен мотор со 204 конски сили. Настанат од боксерот од тогаш предстојниот 996, тој му обезбедуваше ниско тежиште и впечатливи динамички карактеристики. Тоа заедно со релативно прифатливата цена беше доволно една нова мала легенда да биде родена. Покрај се, првите купувачи ќе го паметат и по звукот што го произведуваше. Тогаш формата на класичен родстер се уште беше на мода и Бокстер практично без никакви значајни интервенции издржа цели 4 години на пазарот. Тоа беше доволно да се етаблира како еден од носечките столбови на марката, кој во периодот што следеше беше засилен со нови погонски единици и затворена купе верзија наречена Кајман. Уште пред тоа времињата започнаа да се менуваат и водечката пазарна позиција во Порше им беше доделена прво на Панамера, а потоа и на Кајен. Бокстер сепак остана тоа што требаше да биде и сега со нова ознака 718 веќе важи за созреан модел на кој иднината воопшто не му е дискутабилна. На времињата кога започнуваше да го трасира патот кон тоа носталгично се сеќаваат во Порше, во чиј спомен го подготвија неговото јубилејно издание означено како Бокстер 25. Се разликува од стандардниот по пар детали како што се посебните стисници за воздух, инсертите во бакарна боја и ретро дизајнот во внатрешноста нагласен со темно-црвени нијанси. Се најде место и за елементи од брусен алуминиум и благо збогатена опременост, додека механиката остана неизменета. Немаше ни потреба бидејќи е базирана на 4-литарскиот боксер мотор од GTS 100-400 конски сили, така што накупувачот му останува да бира меѓу 6-степен мануелен и 7-степен ПДК менувач со 2 спојки. Ке бидат направени вкупно 1250 примероци со цена која во Германија ќе започнува од 95.000 евра. Регуларната верзија на Бокстер чини 56.000, а најефтиниот 911 106.000 евра, што само по себе кажува колкава вредност има носталгијата кај Порше.